Вештачката интелигенција е технологија која што извршува задачи кои обично бараат човечка интелигенција како што се учење, размислување и препознавање. Ние уште во 50-тите години имаме разговори за тоа како ќе создадеме Турингов тест, каде што не можеме да препознаеме дали разговараме со човек или со машина. Кај мене нема место за алармизам околу вештачката интелигенција. Таа дефинитивно ќе смени многу работи кои што сега ги правиме, ќе го смени начинот на кој што работиме, меѓутоа мислам дека на долги патеки повторно ќе се сведе на тоа човекот додава нешто уникатно, а вештачката интелигенција е тука да го следи и да помогне во неговиот напредок. Луѓето не треба да се плашат од вештачката интелигенција, туку да научат етички да ја користат за да им го олесни животот. Мислам дека опасноста околу вештачката интелигенција е далеку помал проблем од целата централизација на информациите што ја имаме. И секогаш кога ќе се случи такво нешто, секогаш има една контратежа, а тоа е децентрализација. И тука влегуваат во игра технологии како биткоин, како блокчейн, кои што се многу децентрализирани, кои што мислам дека ќе го водат следниот бран на технолошка иновација. Колку е корисна вештачката интелигенција за медицината? Јас сум инженер кој што работи со радиолози, работи со физичари, работи со податочни научници, data scientists, и се обидуваме да развиеме една технологија која што на почетокот од векот воопшто не била замислена како технологија за снимање на човечкото тело. Магнетната резонанса започнала како технологија за карактеризирање на молекули, на супстанци во природата. За мене е многу важно да знам дека скенерот за магнетна резонанса работи исто во Скопје и во Монтреал. И ако ние успееме тоа да го направиме, тогаш е многу полесно тие податоци да ги храниме во вештачка интелигенција, за да може да ни даде конкретни диагнози, да предвиди, да прогнозира одредени исходи. Дали знаете што е буки и зашто може да се користи? Буки е алатка за транскрипција на македонски говор. Тоа значи дека кога зборуваме, многу е тешко компјутерите да можат да го запишат тоа што го зборуваме. Сега замислете некој што е хендикепиран. Јас на времето скршив рака и не можев да куцам. На српски можев да диктирам, на англиски можев да диктирам, а на македонски не можев. Мотивацијата секогаш треба да биде лична. Нели можеме ние да зборуваме дека сакаме да направиме нешто за државата, ама секогаш доаѓа од некој личен порив. Тоа што е изненадувачки е дека ние повторно не измисливме топла вода. Ние користевме веќе постоечка технологија, која што е развиена од големи компании, Meta, Facebook, OpenAI, ChatGPT, и потоа само ги надградивме со некој 100 часа македонски говор. Буки во моментот е отворена технологија. Буки е одличен, најдобар, колку што јас знам, меѓутоа, за да се комерцијализира, некој друг треба да го земе и да направи нешто корисно од него.